Вика, браке му реква, спреми ми кјута, да ти кажам. Што стварно е големо ова, бе. Не една шведска маса. Колку ребра има тука. И ти со цел памет купи Ford Transit. Како да не купиш, бе? Знаеш колку шведски маси собира? Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Шо правиш, бе? Шо правиш? Чекај, Шо правиш? чекај. На скайпи. На скайп си? Шо правиш? Рачунал. Шо правиш? Шо правам? Пари правам, бе, брат? Како го правиш? Шо правиш? Озбилно. Пари. Шо? И па кога ти требаат пари, има финта нова, доаѓаш до пари за 10 минути по телефон. Не си чул? Не. Ба такви кој тебе не заслужуваат да чујат таква работа. Не бе, кажи озбилно. Не ви кажам, бе, пукните. Не ви кажам, пукните двајцата. Кажу емисија, Не ви бе. кажам, пукните. За емисија ќе видиме сега. Не ви кажам, нека пукнат, бе. Другар ќе се јави и за 10 минути ќе поземи и ќе му донесе веројатно само. Поставам дека нешто така. Јас сум на црвенка па ла 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 ла. Не кажу ти. Не кажам, не. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Игор Џамбазов. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ден пред избори! Ќе гласаме утре! За кого? Ќоко секогаш за Македонија. Не смееме да гласаме за никого предизборен молке. Значи гласете се за кого сакате, ама не кажувате тука се ништо. Затоа ќе зборуваме за се, само не за политика. Значи се. Почнуваме од фирмата OneVip, ја знаете? Да, фирмата OneVip доби нов директор. Новиот директор беше назначен на крај на ноември, но ние дознаме дека тој требало да стане директор уште во април. Ама не можеле да го добијат, проблеми со мрежата. Ало, директор. Ај ништо. Цитираме со славите, Свети Арангел, Свети Димитрие, Свети Никола, Свети Чифлиганец, исто има Свети ова. О, Боже! И одиме кај тетка ми на Слава, Свети Чифлиганец, куќина Слава е, кога долу на влезот вратата е затворена и звониме на домофон, тето ајде отвори и вика кога ќе направи ти бутни со нога и влезете. И викам чекај, зошто со нога да бутнеме? И ја слушам таму, стои не со празни раце дошле. Тоа е влашка работа. Ка нас во екипа Злате, сценаристот често користи јавен превоз. Нонстоп си се вози со автобус, например. Кога го прашав, добро бе Злате, зошто? Тој ми рече, зошто да одам и да се потам, кога можам да се возам и да се потам? Или денеска не треба да се склонува груби работи да се зборат. Да, каде? Овие... За фрканци да се кажува. За овие... Груба и девојка ми. Тоа е лошо. Неодамна бев на пат, кога сме кај девојка ми, морав да ја го оставам автомобилот. Значи да ми го чува. И тоа беше страшна грешка. Библиска грешка. Значи апокалипса. Излезе дека требало да се смени масло на колава и мојава ставила од она со омега 3 без конзерванси шо. Ама чекај, добро. Од друга страна па жива среќа што не менувала свекици за мотор, гарант ќе акнела со мирис на лаванда и кеа.
Девојка ми е махер за паралелно паркирање. Значи, знаете како паркира? Сега ќе ви кажам. Прво, оди малку напред. Се поставува скроз паралелно со предниот автомобил. Потоа тргнува во рикверц и со истиот автомобил се поставува под агол од 45 степени. Значи, после прави малку напред, малку назад, малку напред, малку назад и бара друго место. Така паркира. Така паркира. Внука ми, да ви се пофалам, е многу паметна, многу ја сакам, на брат ми малата, значи највеќе на свет. Ја прашав што сака од Дедо Мраз оваа година. И ми рече, па кога веќе не ќе да доаѓа, ако може него тера татко ми да се облака како него, мрза дебела. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. А се што има по светов, инаку ова е вистина, 31 годишен малезиец, стварно, значи вистина, се оженил со своето милениче змија кобра. Да. Да. Проверете на интернет. Добро, вистина го има на интернет. Не, ама замисли колку лош брак е ако е така. Мажов, сам пере, сам чисти, сам готви. Значи доаѓа до жено, добра беше компирманџата. Само името е компатибилно. Да, добро. Мислиш дека сака така грубо, а? Ова е уште една вистина. Ама ова па ептена вистина. Минатата недела штрајкуваа пилотите на Луфтханза, авиокомпанијава, ја знаеме. Штрајкуваа затоа што не добиле 5 години покачување на платата, што да речам ја, мене 5 години ми ја намалуваат, ама не е битно. Како и да е, пилотите на Луфтханза почнаа штрајк, а нивниот шеф им рече: "Еј, ако некому не му одговара, ќе лета од работа." И уште една не е измислена приказна. Од Азија доаѓа приказната за кинескиот мајмун Геда. За Геда направиле картонски фигури од Хилари Клинтон и Доналд Трамп. И го прашале: "Геда, кој ќе победи на изборите?" И мајмунот веднаш се затрчал кон Трамп. Медиумите велат дека мајмунот е видовит, нормално, а научниците пак велат дека мајмунот само се затрчал кај татко му. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Еволуција, биологија. Се уште продаваат пумпи за зголемување на машкоста. Значи да, на имейл ти стига сигурно. Да, ама не стига. Е сега, тоа е толку очигледна превара, ама за жал никој никогаш нема да признае дека купил пумпа и не работела. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Нема да дознаеме дека е превара, бро. Сакам да поддржиме една супер акција. Сакам да поддржиме акцијата Мрдни со прст. Одете на mrdnisopрст.mk и веднаш се ќе ви биде јасно. Значи има супер акции и каузи на кои може да се приклучите, може сами да почнете некаква акција, а уште поинтересен е моментот каде може да пријавите проблем било каде. Значи може да си пријавите без разлика дали е загрозување јавен простор, депонија, некој непрописно паркиран, непочитување на разни закони. Значи се што треба е да одите на Мрдни со прст и да пријавите, затоа што е потребно малку за да придонесеме многу. Лайк од нас за Мрдни со прст, имаат аплауз. Браво. И исто ми се свиѓа она M-Banking од Стопанска банка, M-Banking се на мобилен. Јас дури во канцеларија си направив и шалтерче онакво со знаеш, стакло и кругче да ми доаѓаат и од таму средам се. Да, M-Banking Стопанска банка, лајки за нив, лајки за Мешевски. Ајде, мајсторе. Мешевски! Кај си? Што правиш? И ше беше правам, бев гребка да си купам нешто, да гребам ово. Машала. Па не сум ти кажал, изгребав кола. Мешевски, честито! Браво, Мешевски! Што честито, бе. Шо, бе? Да знаеш како Ford Mustang сум изгребал, затоа и гребки купувам, бе. Немам толку пари да платам, бе. Ти, не помагаат од партија, не? Ништо, многу слабо изгледаат. О, чекај, кој датум сме? 10. Не смееме да збориме за партија. Бегај! Ај, Бегај! Продолжуваме со 1-1. Sacrifice and I'm gonna hold me back. Па
ти кажам, јас секоја година доаѓам и никогаш ништо не очекувам, па така ни сега апсолутно ништо не очекувам. Што да очекуваме, брат? Што треба да правам сега? Да пеам у бестрага, така? Или да правам магионичарски трикови, така? Или да раскажувам кога сум излегол 31 декември, сум зарадол на 16 јануари. Абе до тука, бе. Тоа што ќе го извадам сега, не смеете никако да го допирате. А не е девојка ми. Дечки, никој да не ја допрел девојка ми, ако некој ја допре ќе го снема. Не, дечки, ова е коприва. Не е за џабе ставена во кеса. Инаку од ова коприва ќе направам нешто што има витамини, хлорофил, танини, железо и други работи што дејствуваат благотворно на циркулацијата и ја подобруваат крвната слика. Не ви се верува дека ова можно чај од коприва. Не ви се верува колку сум добар. Да, токму така, продолжуваме со 1-1. Имаме многу специјален гостин кој ова му е јубилејно 29-то гостување во 1-1. Игор Џамбазов! Со родителот, а? Во присуство на... Па добро, Игор Џамбазов! Изволте чајче да си се освежиш да се... Хибискус, Шипка. менискус. Ето така. Иги, се вработи, бе, Па како? Браво, ви, Иги, бе. Македонија вработува тројката. Го искористи. Да, јас сум првиот и последниот. Од тројката. Од тројката. Добре, и договори се, имаш плата ли како на први ти стига? Па плата. Како е работава се? Па не е на први, нешто е меѓу 10 и 15. Цел живот во исти ден зимаат плата полицајци и глумци. Тоа да знаете. Не сум знае. И порано кога чекавме плата со нетрпение, кога немаше толку многу алажверична страна, се јавувавме кај колеги што работат у МВР. Ке има ли? Пер, стигна плата? Да, значи и мене ми стигна. Кај да, ќе си дојде. платиш. Полицајци и джандари, да, тоа е Од кога не си зимал плата на вака редовна база? тоа 15 години. Машал. Па како? И како ти е вака чувството, плата? Убаво бе душа, убаво. Башка пензија следува. Уште колку? Уште 11 години. Ајде. Него кажеш, шо? Уште од сега се гледам на местото на Драги Аргировски во што се на пензионерите. Ти ќе бидеш. Само да им влезам ја унатре. Да, дај Боже поомилен да си од него. Овој многу не им е, да ти кажам. Али ото, ајде. Во политичка конотација не разговарам, Димитри. Така е, добро во ред. МНТ е твојот работодавец. Така е. Така, и сега за сега земаш плата само за брачна игра, така нема друга представа. Не, брачна игра е приватен проект. Што збориш? Се уште ја немам заработено платата. Ама добро, тоа е стара болка на театрите. Значи, они имаат на располагање, да речеме, 50 вработени глумци, а во моментот играат 35. Другите 15 не играат. Од тие 15 за 10 не се ни знае дека се глумци. Добро. А бидејќи портирите во театрите често се менуваат, Добро. ќе се опие, ќе направи глупост, ќе му украдат нешто, ќе го избркаат утре нов. И кога влегуваат овие 15 што не играат, овој вика, каде бе ти? А му вика, тука работам, јас сум глумец. Ти си глумец, бега излагај таму надвор. Але глумец сум ти изве! А излези малку надвор. Дурмовија се овој дека е глумец. Добро, тогаш. И сега, Тони, режисерот, воедно и директор ли, како му доаѓа? Директор Ти помогна ли нешто за вработување во Џамбазов? Ја врза ли работа? Тоа е, бе, душо. На конкурс? Толку ли се глупи да не може да сватам? Да. Ја не знам толку ли се глупи. Кој ќе ми прими мене у театар? Освен Тони Михајловски. Што ја ми е направено за театар? Даде, ништо. Така нешто. Така. Види, брат, сепак една голема неправда се исправи на некој начин. Добро?
Многу малку луѓе тоа го знаат дека јас сум избркан од македонски народен театар. Така. Да, значи тоа е многу страшно. Избркан за сосема некаква административна работа која нема врска со мојот професионализам или не знам што. Избркан заради недоставување на биометриска лична карта. Фантастично. Мене и Александар Чамински, го знаете Чамински, еден феноменален глумец, играше и во тетовирање, го играше тој со долгите коси, што го малтретирало Грчево. Витекна на Александар Чамински. Во моментот, но добро. Да, и го знаеш Чамински? тој човек е еден од најголемите таленти во тоа време, ја промени државата заради тоа. И оно тогаш не живее во Македонија. Да. И еве после 15 години стварно е исправена една неправда, бидејќи еве можеш да проверуваш дека на вистина нема таков случај. Дедо, ќерка и внук во истиот театар на истата сцена да играат во исто време. Така, во светски рамки е реткост, не Во исто време, значи кога играл представи дедо ми се уште и мајка ми играл и јас сум играл. Во исто време трите генерации. Штета што малку имаме заедно играно, тоа е. Штета бе, штета. Ама кој ти е крив што си немал лична карта тоа? Биометриски пасош, што Не, имам лична карта, дечки да ви кажам, кај Тони Михайловски ми е дома. Е многу убаво. Не важи. Социјалистичка федеративна република Југославија. 1987 во едно кариерно кошунче сум. Фризурала трајче волшебното самарче. Јас немам лична карта од, значи, скоро 40 години. Добро, шо бара таа лична карта кај Тони? Абе, не би побарал никој, сериозно. Мислам, ја не сум го злоупотребувал тоа никош. Абе, се во банка кога доаѓам да ставам или да вадам. Никој не вика. Здраво. Здраво, Игор Џамбазо? Се стварно? Сега да ви кажам и јавно да ја пофалам, не смеам името да ја кажам. Добро. Кога ме вработува, ми бараа државјанство. Ја им викам, ја немам ни лична карта, ни пасош, ни здравствена легитимација, ни возачка дозвола. Они ми бараат и одам таму кај што се вадат државјанства. Пред мене ред, едно од прилеп со детето да го пријави. Детево више прво ден ќе тргне да го пријавила ова. Пред мене. Супер. И како се приближам, читам. За валење државјанство потребни се лична карта. Немам. Све што Немам. И онака доаѓам и го уклучувам шармот на осмица. Опа! Да. Да гори! И вака и правам. Здраво, она ми прави. Здраво. Викам, Злато, од све што си запишала тука, ја ништо немам. И вака ми вика, и сега ми треба државјанство. И вака ме гледа. Пари не бегај. Ау, магијата на тоа да си Игор Џамбазо. Тоа е на осмица која е уклучено. Ако го уклучам на 10-ка, онда паѓаат и други работи. Каква е моќта, раде? Слушај, ако си го ставил на 10-ка не македонски, бугарски пасош ке ти дале, брат. Ајде! Ама со бугарски пасош следува и бугарски воз. Затоа не сум сакал да бидам благонадежен българин. Мене ми е забранен влез таму. Немој да се. Односно, не официјално, не ми е официјално. Од муабетот со Слави? Од тогаш, неговиот продуцент, кога ми испракеше, само ми рече да намалам. Ја викам, што да намалам? Ја Бугарија не одам сега, дојдов друг пат. Да намалиш? Дај подсети ги за што се работи. Кратко. Значи вака, тој тип со кого јас имав телевизиски окршај. Добро, така е. 15 години. Е нивната икона на демократијата. Значи, кога бугарите го бутнаа Тодор Живков таа ноќ, колку што се ненормални, прво го запалија парламентот. Значи, само да кажа како се прави револуција. Значи, прво го запалија парламентот и после ја освоја националната телевизија. Првиот човек кој се појавил во живо на националната телевизија и кажал Българија е свободна, е Слави Трифонов. И он е за нив синоним за демократија, за слобода, за се тоа. И детето налета на нагазна мина, ама и не бев ја крив, сериозно не бев јас крив. Јас бев само испровоциран, карала, шарала, сама си го барала. И од тогаш Българија не сме отишли. Па, не сум имал потребление. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Какво сте права аз в Българија? Нема. Какво сте права? Нема, какво ще правиш? Нема. Брачна игра колку истеравте? Подсетиме што брачна игра? Абе, ајде, со Весна. Добро да е со Весна. Колку истеравте? Па мислам дека јубилејната 10-та беше пред некој ден. И полни се салите, се бара цело време карта плюс. Па добро, тука таму има публика малку повеќе од колку кај тебе. Значи само 180 души може да ја гледаат. Така да, сега ако не собереме ја и Весна 180 души еднаш неделно, хари кири,
ама е многу захтевна за тебе. Па и за Весна е захтевна. За мене, сега им кажувам на децата тука што ми замерија дека сум здебелен. Добро. Јас не сум здебелен, јас сум усвињет. И затоа значи вака се Мешевски пробува е тако. од ретките апарати за домакинство што треба да ги поседува еден самец, ја имам вага за точно мерење. Така. И пред брачна игра се мерам Добро. гол човек. Добро. Ама пиштол гол. Се мерам и пише 103,5. Значи малце сум над канал 103, фреквенцијата уќе пред да почне да крчи. Знаеш дека не мораш гол да се мериш. Така? Завршува представата, се враќам дома, капнат, Добро. Колку? туш, на истата вага, 102,5. Не е лош. Едно килце бе Кој душа. ти го дава? Оди прашај го ти Урко, например, колку време треба 1 кило да ослабиш ти. Знаеш колку вежба треба за тоа? Нели по теретани одат, вежбаат така, вежбаат онака, ова детоксикација, напоследок да представа Весна вака ми вика. На едно пола саат, бебо, засмрди сцената многу чудно. Оно се излага штокчето, се излага, се шири. Ама да не го пуштил некој у публика, бе, брат. Не бе, знаеш што? На представата имаме 4 пункта со инсен стапчиња и мириса така на... И што и да направиш, брат? Исто ти се фаќа. Исто ти се фаќа, да. Види, Ја гледате. брачна игра е стварно една игра помеѓу двајца средовечни актери, пријатели, на некој начин истомисленици, и еден нов млад талентиран режисер кој прв пат во животот со професионални глумци нешто работеше. И на вистина се радувам кога има ем заради теретанава, ем заради тоа што нема ништо пострашно од глумачка суета. Ако таа не е наполнета до кај што треба, џабе си ти глумец, срце моје. Мислам, секој излегување на сцена сакам некој да го памти. Дека гледал тоа што го гледа. Не сакам да каже дека да бе во театар. Добра представа, да. Добра представа беше и така натаму. Значи сакам и нему да му значи, не само мене. Сега прочитав некаде, некој нешто ми пререче од пријателиве. Добро. Во смисла на тоа, пошто ќе те памтат, викам, добро бе, барем јас имам нешто пошто ќе ме памтат. И ќе ви раскажам сега една приказка многу интересна, сега ја слушнав брзо. Вика, типчето што се сликало со Анџелина Џоли. Случајно. Дали она по Србија беше, по Босни снимаше филмови и сега некој од екипата ја посвојува забавил. често И деца. ја има гушнато Анџелина Џоли. Јас со Маја Вукичевиќ имам такви 10. Така. Ја гушна. И сега што е работа, вика? Вика, типчето цел живот ќе раскажува дека бил сликан со Анџелина Џоли. А праша ја Анџелина Џоли, поема нема. Што е така? Дали ти одговорив на прашањето? До некаде, ама... Останете на еден. По рекламите, Игор открива дали се уште има долгови и како го решава тој проблем. Имам долгови, да. Кажи ми овде, нека диг некој нема долгови, бе. Не бе, добро, И нека добро, не се добро. кучи, Ама што правиш у денешно Ој, време? нема Се долг. јавуваш на тие такви сиви ликови Брат, или се ја нешто? пред некој ден е многу лесно, ти кажам. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Уште
Уште 177 среќни стобирачи од второто излекување ги добија своите награди од Витаминка. Големата стобиранка влегува во својата завршница. Првиот Toyota CHR хибрид во Македонија те чека можеби токму тебе. Вози скутер Априлија или освои една од 175 други вредни награди. Грицкај стоби и продолжи да стобираш. Последното новогодишно излекување на стобиранка е на 25 декември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози! Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Cube Deluxe, innovatively designed by Samsonite. Samsonite for life in motion. Во вторник, само во Нова Македонија. Најубавото детско списание Колибри Плюс. А во него, кои кратенки ги користат децата на интернет. И слушнете сега, ова не е шега. Не еден, туку 2 таблети за најдобрите и подароци за сите. Колибри Плюс. Пролетај повеќе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Побрзо плаќање од ова, здрави. Зошто го сакам мојот Ford Transit? Бидејќи е одличен. Еве минатата недела бев на еден семинар. Имаше огромна шведска маса. Цела си ја земав. Како? Како бе што се случи со храната? Па и таа ставив на место со простор за складирање како мојот Ford Transit. Блиц прашање. Абе, со Весна толку време. Надвор сцена, сте се бациле, бе? Па се бацуваме на сцена сега во брачна игра. И да ти кажам, баш се бацуваме. Се бацувате. Се бацувате. Па има една реплика кога ми вика, се сеќаваш ли колку се држевме за раце и ми ја зима раката и ми ја оставя на десната.
Града. Во брачна игра цицки си ги викаме. Викај си ги. Да. И тука викај си. И кај Блаже Коневски се цицки. Не, Викај не си ги, се бе, кирам. викај си. И јас имам едно парче кое вели цицките се обсесија која стои како препрека на патот кон напредување во бизнисот. Тоа се цицките. Затоа јас имам напреднато во бизнисот, бе, душо. Абе, слушај! Сега снимавме еден спот. Не раскажувам со кого и како, после ќе ви раскажеме. Важно требаше да бидеме соблечени до појас. И да не сникаат до тука. Значи, цицките никош нема да влезат во кадар. Ама јас за крај сепак ги замолив. Ве молам, викам, да не влезат моите цицки во кадар, затоа што ако влезат, половина естрада од жениве ќе се откажат од естрадата. Срце, јам тројка, 3N. Дека. Иги, со долгови, пари, чуда едно друго. Се расчистили целата работа, виш? Абе, сега како да ти кажам, луѓето очекуваат дека некој, ако должел пред 20 години, дека цел живот ќе си должил. Да. Некој ако го правил тоа пред 20 години, дека цел живот ќе го правите. Се разбира дека работите во животот си земат понекогаш и правилен тек, па работите полека се чистат. Имам долгови, да. Кажи ми, нека некој нема долгови, бе. Не бе, добро, и нека добро, не се добро. кучи, Ама шо правиш у денешно време? Се јавуваш на тие такви сиви ликови брат, или сега нешто? од пред некој ден е многу лесно, да ти кажам. Зашто? Сериозно, од пред некој ден станав заштитно лице на една нова банкарска појава во Македонија. Фирмата се вика Форца. Форца. Добро. Станува збор за ситни кредити, микрокредити од 3 до 12.000 денари. О, бомбон. Значи вака, од моје искуство вака. Гледаш низ джамот дека дошле од Евано да ти исклучува струјата. Не си платил, бе, брат. Така. Пари у себе немаш. Се случува. И им викаш, седи, бе, мајсторе, кафе? И он вика, може, не е случајте уште 10 минути. Така, вадиш мобилен, пишуваш на forza.mk. Чекај, можеш преку мобилен да земеш пари? Не ти треба ни жирант, ни хипотека, ништо. Име, презиме и трансакцијска сметка. И не треба ни у банка да идеш до... до... За тие 10 минути русите проверуваат, пошто они нели имаат сателити, да? Дали си вработен, колку ти е плата, да не си заглавен, да не си борчен, дали може да земеш од 3 до 12. И ако ги задоволуваш сите, за 10 минути ти стигнува порака. За 10 минути? За 10 минути. Мајсторе! Дечко, имаш толку кој што си побара од 3 до 12. Хипотетички, кафана. Ќе кафана. вратиш следниот месец, тоа ќе те кошта, но без хипотека, без жиранти. Во кафана, ако треба да се допиеш, немаш да доплатиш, сакаш уште. Меѓу другото, мене тоа прво ми тек. Така, прво тоа ми тек. И парите на картица и готово. Така е. Браво, Со тоа што се разбира, конкуренција е жешка, има многу такви фирми. Добро. Кои даваат дури и повеќе од тоа што го нуди Форца на почеток, но тоа се бизниси со однапред пресметан ризик. Јасно. А бидејќи јас сум коцкар по природа во душа, сакам луѓе коцкари кои се обидуваат да направат нешто. И затоа влегов во... Кога ти си влегол во партнерство со нив, јас знам дека тие се правите, мајсторе. Нека има конкуренција. И се да тие знаеш. се правите. Форца! Ајде, Форца. Ајде. Оп, и имаме рекламен джингл за Форца. Ајде. Во Форца, македонски народе, Иде. Браво, Иги. Браво. Те видовме скоро и на новиот проект за мюзиклот поврзан со Тоше. Да, не е поврзан со Тоше, туку тоа е мюзикл за Тоше. Се вика Тајно моја, премиерата ќе биде на 9 март во Македонска опера и балет. Добро. Сони Петровски и Кокан Димушевски прават аранжмани симфониски на сите негови најголеми песни и се прави голем спектакл во кој учествува хорот на МОБ, операта, балетот, симфониски оркестар, значи телевизискиот проект 200-300 луѓе. Сега телевизискиот проект ги бира двајца од главните глумци машко и женско кои ќе играат во мюзиклот. И вие имате задача да ги изберете. Ние сме жири по принципот на Идол, значи Игор Дурловски, директорот на Македонска опера и балет, човек што пеел во Јапонија, пеел Сара Мейс. Замисли како пеат во Јапонија. Замисли. Нели? Ама он е во Јапонија баш звезда, сериозно. Не звезда. Звезда, да. Он е еден од тие уметници заради
заради кои треба се гордеш дека си македонец, а многу малце македонци го знаат. И баш тоа му реков, викам, да знаеш дека после ова шоу сите ќе те знаат, брат. И не е баш голема привилегија сите да те знаат, а барем нема да бидеш во анонимност како што си сега, заслужуваш. У Јапонија поише да те знаат. Да. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Тино и Атанас. Така, од театар комедија се водители на тоа, Цаци, легендарната Цаци и незиниот глас, она е во бекстејџот. Така една убава екипа, тоа почна од вчера. Ке трае до 26 јануари, до роденденот на Тоше Проески, тогаш е финалето и тогаш ќе ги избереме тие двајца и тоа ќе го правиме наредната година, со тоа што наредната ќе го направиме да биде на балканско ниво. Оти мислиме дека е доста наши талентирани деца доаат во Београд и таму да ја пеат Јована Јованке, а сега ми доаѓа еден од Куманово, што ќе пееш? Саша Ковачевиќ. Му викам, ме душо те молам. Значи Саша Ковачевиќ у Ниш. Кога беше таму што пееше? Јована Јованке. А мене Саша Ковачевиќ. Така, не може. Јас само ќе кажам, требаше и порано да се направи вакво нешто и браво и за организација, и за идеја, и се. И ова сега многу битно, мислам, заради тоа што мене ми значи. Значи се памти кога е прв пат. Дефлорација, женските памта, дефлорација не се заборава. Не знам. И машка дефлорација не се заборава. Добро. Така, значи се разбира дека она си ги има сите детски болести. Ние секој ден кога снимаме учиме по нешто ново, имаме од кого да научиме, влези на YouTube, ќе видиш како изгледа Америка Got Talent, како изгледа Идол, како изгледа. Ова има од кого да учиш, се е измислено, некој нема повеќе да измислува ништо. Е сега овие се дежурни душмани, па они ќе си тераат по Твитер и по тоа. Од и се што ќе направиме нечини. Се е измислено, сега ќе направиме една игра која што е украдена. Леле, со тие игри ме побудаде. Да, кога сме кај се е измислено. Значи ме побудаде. Види што е работа. Работа е телефонот. А дали ова Чајов успива или мене така ми се чини? Успива. Успива? Да. Сакаш уште еден? Да доставиме чач. Ке доставиме, може би од шипка нешто ке доставиме. Кај сакате? Полиција. Ке звониш на полиција? На полиција да звониме. Полициска станица Беко, повелете. Добро вечер. Ова е минута со Јангдер, имаме игра со публика. Како се викаме? Кети. Кети? Андре. Кети и Андре. Играта е вистински или невистински наслови, значи дали сме ги измислиле ние или едноставно порталите се прекрасни. Да видиме. Еластичната е мина. Мустафа е среќен маж, том пеачката толку лесно прави шпага, фото плюс видео. Вистина. Вау. Фейк. Вистина. Честитки. Ја владееме оваа игра. Да видиме. Иван из целите ја напушти Македонија. Еве зошто? Не е точно. Не е вистина. Ова е фейк. Ова не е вистина. Ова е вистина, бе, луѓе, бе, леле, бе. Значи, испаѓа дека таман кој ќе си помислиш, ова е преглупо за наслов, тоа испаѓа дека е наслов. И последното, каква е? Оваа битолчанка го возбуди широк сокак. Вистина. Вистина, а? Не е вистина, бе. Абе, кој пишува во наслов? Ама заслуживте. Аплауз. Браво, Цареви, фала. Кажи вака сега. Игор, ќе игра играта Ало Бекни, види го де е. Значи, од А до Ш ќе проба да стигне во разговор со не знам кого. Секој нешто што ќе го каже прво треба да биде на буквата која што ќе му се покаже на бимот. Тргаме од А, па Б, па В, па Г. Кај да звониме? На што? Кај сакате? Полиција. Ќе звониш на полиција? На полиција да звониме. Јави се. Ајде, полиција. Ајде да видим. Чекај, држи го тука. О? Не, тука. Чекај, дај. Полициска станица Беко. Полициска станица Беко? Полициска станица Беко, повелете. Добро вечер. Ало? Ало, повелете. Беко? Беко од полицијата, повелете. Ве бара Игор Џамбазов, добро вечер. Кој Игор Џамбазов? Глумец? Глумец Игор Џамбазов. Гомнар понекојаш, Дибек, Ѓон. Ебач на времето. Со жаре Димитриевски. Повелете.
број 3 ми се појави. Пријателе, ти беше сега во живо на еден на еден кај Жаре! Сега љубов ве сакаме! Чао! То Игор Джамбазов! Најубавото текст следува. Тој издржи. Следната сабота продолжува шоуто со Игор Джамбазов, а ни се придружува и Гуру Харе. Раска, Жван, знаеш дека е Жван? Не. Дали Игор ќе го скрши шишето од глава, ќе гледате следната сабота. А ќе гледате и... Де су моje паре, генерале? Срам те било, од такви ко ти пропала е ова држава. Игор е човек кој ја заслужува мојата најголема почит. Кога ми ја правеа втората операција, таа што е по-гадната. Значи, тоа изгледа прилике вака. Гледате ова? Се гледа? Значи, буквално сум расцепен на две. После концертот во Борис Трајковски ме викна председателот. Добивме официјална покана Игор Джамбазов и Гуру Харе да одиме кај председателот. Кај Гуру Ѓорѓе. Кај Гуру Ѓорѓе. Добивме можност за пушење. И тоа у председателска канцеларија, што не е баш секојдневно. Излеговме, он ја држеше пепелјарата, меѓу нас двајца, пошто таму не е предвидено дечки да се пуши. А ој после ми каже, брат, која извади кутијата, ја мислев дека ќе извадиш погрешната цигара. Сабота 17 декември, 1 на 1 во 19:15 часот на Телма. Тие биле дел од 1 на 1 уште од првите сезони и затоа ми е многу кеф што се повторно тука да го промовираат нивниот сингл Хипокрит, една од моите искрено најомилени групи буквално во цела Македонија, доаѓаат директно од тето Хај Контрол, одиме. Стоп на светло пригушено, паѓа на тебе, милион мисли прелетуваат, пчели рој во лед, во потрага се тие мисли бараат ли дом. Не мачат тебе, а ти бараш само спокој. Секој понешто бара од тебе, и те прегази само твојата земја. Не лаже секој што ќе стигне, прави лудава од тебе. Тебе те мачи во калманте, Богу боли за да се одигнеш. Зарем истини е не сме родени еднакви. Што е то, ајде сега кажи, што нас не прави различни. Бараш од мене флексибилно, не тераш да удрам со глава од зид. Важни се твоите интереси, не казиш само да ги оствариш, но очи ме гледат и лажеш ти. Зарем истини е не сме родени еднакви. Што е то, ајде сега кажи, што нас не прави различни.
Ете така, продолжуваме со Игор Џамбазов следната епизода, следната сабота на 17 декември, а тоа значи дека ни останаа подароци неподарени. Така што, Good Nature чајчиња и пакет од најубавите производи на витаминка ќе одат на Facebook. Одете на facebook.com 1 на 1 и лапајте кој што ќе биде најдобар, најбрз или каква и да игра е смислена таму, ќе си видите. А подарокот од Хотел Голов, ако се прашувате каде ќе оди, тој ќе го лапнам јас. Јас ќе си одам на викенд.